Субвенции за текстилните работници, грантови или модернизација во делот на текстилната индустрија денес беше главна тема и идеја на средбата на Организацијата на работодавачи на Македонија. Идејата беше како директно да ги стимулираме работниците, како работниците да дојдат до поголема плата. И овде имаше изнесено повеќе идеи, значи дали тоа да биде одреден износ кој на платата ќе се дотира, дали тоа да биде во фиксен износ, дали работодавачот со тие средства што ќе се добиваат на база на извозот, кој колку учествувал во извозот, да има одредени средства со кои ќе ги зголеми платите на работниците. Ние не ги бараме како работодавци, бидејќи ни е битно да имаме квалитетни и добри работници. Дајте тогаш баравме да тоа го направиме преку директно вработените. Еден од предлозите кој што текстилниот кластер го даде, за кој што има писмен документ и барање, тоа е дека баравме брутото на плата да остане ист, значи трошокот на работодавецот во однос на работникот да остане ист, меѓутоа државата да се откаже од одредени, например персоналниот данок која што е вметната категорија, да се намали, да се субвенционира во делот на пензиското и инвалидското осигурување, односно да делот што се доприноси ги преотстапи на работникот. А тука постои модус, затоа што вие ќе се откажете од придонесите што го прават веќе за странските инвестиции и тие пари преку данокот на промет повторно ќе отидат во буџетот, бидејќи работникот кој дали ќе добие 12 или ќе добие 14.000, тие се пари кои што ќе се потрошат во домашните компании и кај што ќе биде исплатен, мислам кај што ќе се плаќа данок данок на промет. Тоа е едниот начин, другиот начин кој што се даваше предлог да биде кој што веќе е директна субвенција, линеарно да се даде одредена сума на пари за да се, односно да се субвенционира минималната плата. Според Светската трговска организација не е можно директно субвенционирање на индустријата, истакна председателот на Организацијата на работодавачи на Македонија Ангел Димитров. Примерот на субвенционирање на механизацијата земјоделска, кај што државата субвенционира 50% од трошоците за набавка на механизација, да не субвенционира на нас само за набавка на автоматски машини. Значи со кои сакаме да ја зголемиме нашата продуктивност, за да можеме да останеме конкурентни на светските пазари. Бидејќи само преку зголемена продуктивност може да се одржиме на пазарите и да ги зголемиме платите. А таа продуктивност не може без нова механизација. Одговорот на Министерството за економија беше дека со влезот во Светска трговска организација, со потпишување на тој договор, Македонија е обврзана дека не сме да субвенционира директно индустријски предпријатија. Но затоа од овде идеи дека не мора тоа да биде субвенционирање на опрема. Ево сега имаме одредени предлози околу минималната плата, дај да видиме таа можност тие работнички кои учествуваат со 30% од извозот на преработувачка индустрија да ги субвенционираме директно нив. За еден работник да се субвенционира е голема стимулација, така би го запрел и падот на вработените во текстилната индустрија, а исто така би се зголемила и просечната плата, бидејќи од 2008 година бројот на текстилни работници се намалил за 10.000 и интересот за работење во оваа гранка е се помал, истакна Димитров. Но за разлика од нас, соседните држави имаат поголема подршка во делот на текстилната индустрија, истакна председателката на трговскиот текстилен кластер Маријана Перковска. Во Република Бугарија, која што е членка на Европска унија, текстилните компании добиваат разни видови на подршка. Дали се тоа грантови, дали се тоа некои одредени резервни фондови кои што ги формира државата. Мислам дека кај нас не постои желба за да се подржи текстилната индустрија. Треба да се изнајде модус за да текстилните компании бидат поддржани во делот на модернизацијата, затоа што тоа е единствениот услов како ќе можеме да обстанеме дури и со намален број на вработени. Главна цел на состанокот беше размена на мислења и идеи за измени и дополнување на законската регулатива во областите кои се од интерес на работодавачите и бизнис секторот во Република Македонија.